Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на Седмица. Како сте ми? Се надевам добри. Вака така, еве помине уште една недела. Иако студот се уште држи, веќе гледаме повеќе сонце. Денот е подолг, така што уште малку, конечно ќе дојде пролет. Сега ајде да видиме до каде сме, што сме и што преживеавме минатата недела. Ова епизода ќе ја почна малку поразлично од останатите. Не знам дали памтите, пред 2 години се обидов секоја нова епизода на Седмица да ја почнувам со по некој позитивен пример, позитивна вест, со нешто добро што се има случено. Тоа го правев по критиките дека ете, се што сум зборувал тука било толку темно. Сум се занимавал само со проблемите, со лошите појави, а не сум кажувал и зубавите работи. И така терав половина година, но на крај се откажав. Се откажав затоа што се потешко ми беше да наоѓам такви примери. Мака ми беше да трошам по цели денови да ископам нешто мало. Така што да бидам искрен, се предадов и кренав раце. И од тогаш наваму само од време на време, кога ќе ми налеташе нешто такво, правев исклучок и ќе ја почнев емисијата со позитивна вест. Епа неделава се случи нешто добро, кое искрено мислам дека заслужува да биде пофалено. И веднаш ќе признам, не само што е позитивно, туку и мене лично ме засега. Зашто станува збор? Добре дојдовте на кафе. Покрај тоа што имало и јавно гласање, имаше и 7 студии кои што ги запознавме за сите континенти на светот и сме биле привилегирани да не посетат без да знаеме. Ме разбирате, конкретно не знам, грчкиот првак бариста чемпион бил во Скопје, пиел кафе кај нас и во самиот опис за самата кафетерија може да видите дека се дадени некои специфичности кои што би ги кажал човек кој што нели и бил во самиот локал. Ние како кафетерија се трудиме да служиме различни кафења од различни региони во светот и имаме некаква тенденција да не се врзуваме со одреден бренд, туку да служиме тоа што ни се допаѓа. Крв не е вода. Да, станува збор за кафетеријата на брат ми Мирче, со кого многу се гордеам. Неговата The Dude Specialty Coffee кафетерија, која веќе 4,5 години го нуди најдоброто кафе во градот, доби признание за својата страст и посветеност во работењето. Избрана е во топ 100 кафетерии од целиот свет на престижниот избор The World's 100 Best Coffee Shops во склоп на Мадридскиот кофи фестивал. Во конкуренција од најдобрите кафетерии од сите континенти, The Dude го освои 63-тото место, а изборот е направен од 60.000 гласови и 7 професионални судии. Критериумот за избор се квалитетот на кафето кое се сервира, искуството и подготвеноста на баристите, услугата, иновацијата во работењето, амбиентот и конзистентноста на производот. Реков пред малку, оваа вест лично ме засега. Нели станува збор за кафетеријата на брат ми. И да, имам конфликт на интереси, и да, можете да ме обвините дека му правам реклама и слично. Но исто така, мора да признаете дека да сте избрани во топ 100 најдобри кафетерии во светот, не на Балканот, не во Европа, туку во светот, не е мала работа. Станува збор за македонски бренд, кој брат ми го изгради од нула, со макотрпна работа. Секое утро во 6 е таму, во 6:30 веќе се загреваат машините за кафе, за во 7 веќе да ги прими првите гости. Брендот го изгради без многу фама, без донации, дотации, државни пари, политики, молитики, без некоја скапа реклама, туку само со многу труд и посветеност. И еве, веќе стигнува до светски признанија. Ова не е реклама за кафетеријата, туку е реклама и за Македонија. Доказ дека и кај нас, ако целосно се посветите во нешто, вложите многу труд и макотрпно работите, тогаш можете и да успеете. Секоја чест, Мирче, на The Dude му посакувам се поголем успех и се повеќе слични признанија. Ето е тоа што се однесува на добрите и позитивни вести. Време е да се вратиме во нашата реалност. Ете додека некои се борат да се пробијат во светот, да ја промовираат Македонија да стане препознатлив символ на Скопје, други како намерно да се обидуваат да го уништат и да го закопаат главниот град.
Од место каде најмладите треба да се радуваат, Скопската зоолошка градина се претвори во куќа на стравот. Поугинатата слоница жирафа, монголските коњи, лемури, антилопи мистериозно угинаа и берберските овци. Во очекување на извештајот од надлежните, јавноста врие. Оти ова не е прв ваков или сличен случај. Во последните 3 години во зоолошката угинаа повеќе од 40 животни. Јавноста алармираше дека грижата за нив е несоодветна и бараше одговорност, но такво нешто досега не се случи. Истите се предпоставува дека се отруени од храна која е дадена на овие животни од страна на вработени во институцијата. Според информациите, храната не е дел од таблицата на исхрана која овие животни треба да конзумираат. Па од тука се поставува прашањето зошто е дадена оваа храна на животните и кој тоа го одобрил. 7 берберски овци угинале минатиот вторник, како и од што доправа ќе се утврдува преку обдукција. Надлежните се сомневаат дека причината за смртта е труење од гранки од дрвото тиса, кое со години расте на неколку локации во зоолошката. Тврдат дека животните не биле болни и имало соодветна грижа за нив. Животните беа во добра состојба пред инцидентот, но откако вработените ги забележа угинати, веднаш беа повикани стручни лица од факултетот за ветеринарна медицина и инспектор од Агенцијата за храна и ветеринарство. Зоран Попов е трет директор на зоолошката градина, поставен од Данела Арсовска, која освен смените на раководните позиции, не направи ништо за да се среди хаосот. Напротив, тој продолжува. Во изминатите над 3 години во зоолошката не само што угинаа жирафите, лавот, тигрица, пингвини, туку имаше и скандал со кланица на повеќе расни коњи, а етуанизирана беше и слоницата Дуња. Поради катастрофалните услови, Скопската зоолошка градина го изгуби кандидатскиот статус за членство во Европската асоциација, со кој се стекна уште во 2006 година. Значи, една од најстарите зоолошки градини во Европа ги преживува најтешките години од своето речиси 100-годишно постоење. Некаде пред 15 години, кога исто така беше во криза, ако памтите, под раководната палка на ентузијастот Дане Кузмановски, таа целосно беше реновирана. Се реновираа кафезите, се направија нови патеки, се донесоа повеќе екзотични животни и од руина таа прерасна во една од најразвиените и најпосетувани градини во регионот. И во годините потоа продолжи вложувањето. Во 2016 по цели 25 години таа стана дом на слон, за кој беше адаптиран посебен простор на 400 метри квадратни и за кој беа одвоени 26 милиони денари. А во 2001 година се изгради и Дино паркот. Зоолошката се наполни со посетители. Децата едва и чекаа родителите да ги однесат на прошетка и слично. Или во бројки. Се проценува дека ја посетувале околу 14.000 луѓе годишно. И се беше така до доаѓањето на елементарната непогода наречена Данела Арсовска на позицијата градоначалничка на Скопје. Од тогаш наваму, зоолошката континуирано пропаѓа. Угина слоницата, жирафа, монголски коњи, лемури, антилопи, берберски овци, мајмун. И да не редам натаму. Во една прилика, како уредник на вести при објавувањето на информацијата за нови угинати животни, во најавата реков дека зоолошката се претвори во масовна гробница. Зашто добивме остра реакција и закани за тужби од кабинетот на Арсовска. Така и сега, наместо да се фати за работа, таа трча да испраќа деманти дека зоолошката не била куќа на стравот и дека не угинале 40-тина, туку само 25 животни. И тоа замислите, сите биле единки во длабока старост. Да не ви се верува. Не градоначалничке, нема потреба да ме убедувате мене или другите медиуми како треба да ја нарекуваме зоолошката. Тоа си го знаат сите скопјани, а и граѓаните од натрешноста, но и од странство кои доаѓаат во посета секој викенд. Неколку пати сум рекол и ќе повторам. Арсовска е најголемата елементарна непогода што го има зафатено Скопје. Толку катастрофална што слободно може да се мери со земјотресот и поплавата. Среќа, еве влеговме во изборна година, за неколку месеци одиме на локални избори и верувам дека конечно ќе ја трнеме од градската фотелја и ќе одбереме некој што барем малку ќе му го врати сјајот на Скопје. Толку за Арсовска, затоа што навистина не сакам веќе да трошам минутажа за неа. А кога веќе ни тргна да зборуваме за тоа кој и како ја прикажува Македонија ни светот, последниве 2 недели бевме сведоци на големо засилување на дипломатската офанзива на новата влада и премиерот Мицковски. Од настапот на Минхенската конференција, преку обраќањето на Атлантскиот совет, па се договорот на големата конференција на конзервативците СИПЕК во Вашингтон. Да видиме дел од поентите. This fairy tale for us seems like a moving target. We are a victim of bilateralization, or to be more precise, our journey to EU is very, very complex.
because instead of bringing Europe to Balkan, we are somehow bringing Balkan to Europe. There are some, unfortunately, European member countries which are coming from Balkan, and they are bringing bilateral disputes together with them in Brussels instead of bringing Brussels values to the Balkans. The name was not only one example of interference into the domestic issues of sovereign country. That was last one. The first one was, let me remind you, change of flag. Our milestone is and will remain to become a part of EU, and this is without any doubt. Please, I'm listening some voices here that there was a speech during the first day, during the opening, from the Vice President J.D. Vance, and I'm hearing some voices that that was a speech with huge interference in some of the domestic issue. Change of name, change of flag, change of currency, what is it? Isn't it interference into the domestic issues? How long we should suffer from double standards? Right. And we are not talking, again, I will say, we are not talking about merit-based approach. We are talking about bilateral disputes, which is not something which should be shared and joined with the European values. We have, as a country, fully aligned foreign and defense policy with the European Union. My country is among the 5 best donators per capita for Ukraine. And this is something which is completely different. Also, we fulfill threshold of above 2% for NATO military and ammunition expenditures annually. So we are completely aligned with all requirements when it comes to the foreign and defense and security policy. But also, I must raise this issue that when Russia offensively neglecting and denying Ukrainian identity, which President Zelensky spoke about yesterday, and Ukrainian language, etc., we are all loud, we are criticizing, of course, we are fighting for the rights of Ukrainian people and for this unprecedented aggression that Putin did to Ukraine. But when Parliament of one member state of the EU neglecting and denies Macedonian identity and my Macedonian mother tongue, then everybody is silent. Ние станавме членка на НАТО, но пред тоа го сменивме знамето, ја сменивме нашата валута, го сменивме нашиот устав, го сменивме нашето име, затоа што некој од нашите соседи станал член на НАТО пред нас и го злоупотреби ветото, за да ги исполни билатералните барања. Ако ова не е мешање во внатрешните работи, тогаш што е? Ако уставот не е внатрешно прашање на суверена земја, тогаш се прашувам што е? Зарем тоа е фер? Ако некој го критикува говорот, кој според моето скромно мислење беше многу инспиративен, треба да си го впери прстот во себе и да види што тој прави. Европските вредности не се билатеризација на процесите на пристапување кон Унијата. Мислам дека нема македонски граѓанин кој со 2 раце нема да го потпише ова што го кажува премиерот Мицковски. Не само што ќе го потпише, туку тоа веќе го зборува со години наназад. А тој многу добро го опиша патот на Македонија кон Европската Унија, како да се движиме кон подвижна мета. Таман мислиме дека готово, етеа целта, таа оп ќе се помести. И во право е кога вели дека наместо европеизација на Балканот ние сме сведоци на балканизација на Европа. Со децении сме жртви на фрустрациите на нашите соседи. Прво Грција, а сега Бугарија. И убаво е што ги потсети дека не е само името, туку и знамето. А јас ќе додадам и уставната одредба со која се откажавме од малцинствата во Грција и Бугарија. Споредбата и двојните стандарди за тоа што го прави Русија со Украина имам споменувано неколку пати. И секако, дволичноста на Европа, тоа што сега се жали дека ете Америка и Трамп се мешаат во внатрешните работи во нивните земји и тоа било недозволиво. Па побогу, што беше промената на знамето и името, рамковниот договор, територијалната поделба и сега насилството со барањето за промена на уставот. И после секоја отстапка не тапкаа по рамо и ни велеа, ајде уште ова и готово. На крај што добивме? Ништо, шипак. Таа приказна заврши. Како и во светот, така и во Македонија дуваат различни ветришта. И тоа еве може да го забележите од говорите на премиерот. Затоа што токму вака треба да изгледа настап на еден македонски премиер, после се што преживеа ова наша држава.
И некои се изненадени од острината на говорот, а други, посебно оние сателитите кои гравитираат околу Бихачка, дури го обвинуваат премиерот дека на ваков начин ќе изолирал Македонија и ќе налутал Европа. А што треба да прави? Да се однесува како Заев, кој поданички се однесуваше кон сите, дури и кон чистачките во Брисел, а да не правиме муабет за односот кон Грција и Бугарија. Човекот кој се извинуваше затоа што некаде случајно ќе споменеше Македонија и македонско, или оној Ковачевски, кој после оној историско не за францускиот предлог, кој траеше еден ден, си легна на брашно и стави подпис на тој предлог кој сега не виси околу врат на патот кон Европа. Јајде да добивме нешто таа политика на подчинетост. Ништо не добивме. Сменивме се што можевме, дадовме се, па дури и премногу, а каде сме сега? На исто место. Повторно слушаме. Ајде уште ова и готово. Ајде уште бугарите во уставот и толку. Не, драги мои, реков, таа приказна заврши. Никој не верува во ова новово, ајде уште ова и готово. Прво гаранции, па се друго. И тоа не значи откажување од европскиот пат на Македонија, туку токму спротивното. Тоа останува да биде приоритет и главна стратегиска цел на Македонија. И второ, што има спорно во тоа што Мицковски целосно застана зад новата администрација на САД? Па луѓе, со години, токму истите тие кои сега претаат и се бунат за настапите на премиерот, ни велеа дека Америка е најмојкниот и најблизок стратешки партнер на Македонија. И тоа е навистина така. Така што во што е гревот ако сега Македонија, колку и да вела дека е мала земја, застане зад својот партнер на глобалната сцена? Па колку пати во изминативе декади Македонија гласала и поддржувала иницијативи кои произлегле од САД, за кои немало консензус на светска сцена. Зарем не памтите дека за време на администрацијата на председателот Буш дури испративме војници во Ирак, иако за тоа немаше едногласна одлука на Обединетите нации. И сето тоа беше во ред. Но сега одеднаш, ако ја браните Америка и нивниот председател, тога замислете, сте проруски ориентиран. Смешно. Но реков, тоа главно го зборуваат оние што гравитираат кон Бихачка и кои сега се лути што во Вашингтон има нов шериф кој им ја затна славината за пари. Нешто за што ќе зборуваме малку подоцна. За разлика од нив, премиерот Мицковски доби силен ветер во грб од мнозинството граѓани, посебно во однос на надворешната политика. Доказот за тоа го видовме неделава во најновата анкета што од октомври до декември минатата година ја спровели Институтот за демократија Societas Civilis во соработка со Фондацијата Конрад Аденауер. Помал број на граѓани поддржуваат уставни измени, покажува најновото истражување на Институтот за демократија. 20% од испитаниците се за уставни измени, додека останатите се доста поделени помеѓу статус кво, повлекување од процесот и промена на преговарачката рамка. Според истражувањето, поддршка за членство во Европската унија има кај 62% од граѓаните, 2 од 100 повеќе од лани. Скоро 100% е поддршката од симпатизерите на партиите на албанците и СДСМ, додека пак кај поддржувачите на ВМРО овој процент изнесува 55. Анкетата е спроведена на 1065 испитаници во периодот од октомври до декември. Значи, анкетата покажува дека едва и 20% од граѓаните се согласни дека треба да направиме уставни измени и да ги внесеме бугарите како услов за започнување на преговорите. Останатите, што представува огромно мнозинство, се поделени меѓу тоа дали да има промени на преговарачката рамка, што би значило уставни измени со одложено дејство, задржување на сегашниот статус кво, а некои се дури за повлекување од процесот. И покрај големата разочараност со тоа што тапкаме во место на патот кон Европа, поради разните уцени од соседите, процентот на граѓаните кои днината на Македонија гледаат како дел од европското семејство се држи на високи 62%. Инаку поддршката за ЕУ постојано паѓа годинава во изминативе години, но ете лани се задржала на истото ниво. Ваквите ставови на македонските граѓани се во директна корелација со ставовите на владата и надворешната политика што ја води премиерот. И токму тоа се главните поинти на неговите говори на светската политичка сцена, дека главен приоритет на неговата влада е македонското зачленување во Европската унија, но не под разни уцени и со разни услови. И затоа реков, не случајно повеќето луѓе со воскит го гледаа неговиот настап, кога директно во очи ги праша европските лидери зошто сите молчат кога најмладата ЕУ членка, во случајот Бугарија, го негира македонскиот идентитет и потоа направи паралела со Русија и тоа што и го прави на Украина, минус воената агресија. Македонија досега има многу дадено, а за возврат нема добиено ништо. За на крајот ете да констатира дека наместо европеизација се случува балканизација на Европа. Говори, кои како да се излезени од устата на било кој македонски граѓанин
и говор кој не представува ништо ново за нас, но е ново тоа што го слушаат европските челници јавно и тоа директно од премиерот на Македонија. После години и години на починувачка политика која се сведе на отстапки, отстапки и само отстапки, сега рековдуваат различни ветришта од Скопје кон Брисел. И ако ги прашате македонците, премиерот и владата треба да продолжат по тој пат, затоа што еве добија и писмена потврда дека политиката што е водат, пред се таа во однос на Бугарија и преговорите со Унијата, е целосно поддржана од мнозинството граѓани во оваа наша мала Македонија. Сега, за разлика од настапите на премиерот ни светот, со коите ги брани националните интереси на Македонија и застанува на страна на стратешкиот партнер САД, во Македонија владее паника. Паника меѓу самопрогласеното слободно граѓанство. Одлуката на Трамп да им ја секне славината од каде со години цица милиони и милиони долари предизвика бура меѓу тие што живееат, да ми простите на изразот, американската цицка. Сега ги гледаме како се гушат во сопствениот измет. И нормално, кога ќе се преполни јамата на незадоволство, целиот тој измет треба да се излее некаде. Трамп е еден релативно лошо образован човек. Многу мали, широки културолошки познавања има од светот, од историјата, значи тотална тапа. Исклучително нарцисоиден. Трамп на еден најрекетарски начин се обидува да се наплати со многу повеќе стотици милиарди евра отколку што помогна. Сакам да кажам, Трамп мисли дека е тоа шоу програма во која ни излегува тресе глупости, лаже и дека тоа нема последици. Но за Украина 5 минути разговарах. Украина е решен проблем, бидејќи Трамп е толку антиукраински настроен. Путин за Трамп е како да кажем, како гуру. Па тоа го има намачкано на леп како путар у тој разговор. Но не веќе комплетно на страната на Путин и тука, значи не само Трамп самиот, туку тој и неговите од Илон Маск па надоле, со една реторика која што многу наликува на неонацизам, многу наликува на поддршка на тој вид на струи. Сега го имате Трамп, кој што е на страната на, ја би рекол, на страната на злото. Трамп веројатно да не е жена мусломенка, он и не знае кај е Балканот. Там туку што ја објави војна на Европската унија, јасно им кажа, сакам да ве нема од мапата. Вакви какви што се, сакам да дојат десничари неонацисти. Може ги некој... Ако направи некаков притисок врз Софија да се надмине проблемот. Трамп да направи притисок врз Софија. Да, него. Види, македонците етнички во својата историја не покажале голем осет за проценување на состојбите во кои се наоѓаат. Толку ни сечело обидоци. Види, Елон Маск доаѓа, ја не знам луѓето дали знаат, тој доаѓа од Јужна Африка човекот, со една исклучително компликувана семејна и политичка биографија, кој што е во суштина расист. Значи, сега Јужна Африка, камон. Добро. Го се извинјава, јас уподавија да вие Не, одлично. Кај може да биде решението? Види, не тоа, него Рузвелт присуствува на конференцијата на Јалта и после 2 месеци умдира од мозечен удар. Така што, види, не е се безнадежно. Види, ти кажам, да ги словна говор сега, треба сега кажам. Пошто човеков ближи 80 години. Иначе, како што гледаш, се тоа геронтологија. Сакаш ли Ердоган, сакаш ли Путин? Путин е 72-3 години. Сакаш ли Трамп, сакаш ли Си Джинпинг, сакаш ли дека Орбан е млад, што дека и он нешто. Тоа се све тоа у наредни 5-10 години. Прво да ви се извинам што моравте се тоа да го слушнете. И не знам од каде да почнам. Вакви блјувотини, вакви навреди, ваков говор на омраза, мислам дека одамна немам слушнато. Човекот, кој што дури мислам дека поседува безбедносен сертификат, кој има исцицано не знам колку странски долари и евра, човекот чиј брат се офајди на контраверзен начин од Фондот за иновации за време на СДСМ, и кој најважно од се, е радо виден гостин на многу формални, неформални и приватни сеанси во резиденциите на најзначајните западни дипломати во Скопје, да користи ваков речник против еден американски председател е навистина невиден скандал. И тоа колку што слушнавте, не само кон американскиот председател, туку и кон председателите на неколку други моќни земји. Значи, долгогодишниот главен мегафон на СДСМовската пропаганда,
влезе во отворена и валкана војна со Трамп и со Америка и замислете решил да ја опорави најмоќната држава во светот, умирајќи го нивниот председател. Ја прогласи Америка за проруски ориентирана. Не плаши дека доаѓа крајот на светот, дека лидерот на САД е олицетворение на злото, неонацист и веќе не знам што. Па можете ли само да замислите што ќе се случеше јас или било кој од вас, кога не притиска американците да смениме име, да смениме устав или било што да направиме, да искажевме вакви блювотини против тогашните американски председатели? Па ќе не речеа, или ќе висевме на плоштад, или ќе завршевме во 100-годишна зандана како терористи, веројатно заедно со луѓето од 27 април. А сега молк. Ниту збор од обвинителството кое мислам дека треба да реагира по службена должност за ширење на говор на омраза. Ниту збор од оние проверувачи на факти кои до денеска цензурираат колумни на Facebook за кои се зборува за злоупотребата на парите од USAID, ама не се дрзнуваат да го блокираат настапот на оваа фигуретинка. Ниту збори од Сдруженијето на новинари, кое се најде повикано да реагира и да ги осудува оние кои пишуваат надписи каде се зборува за тоа колку милиони долари се слеале во македонските медиуми за мешање во внатрешните работи на Македонија. Ама сега молчат кога Ордановски, кој колку што знам, официјално е новинар, а можеби нивни член, шири омраза кон стратешкиот партнер, но и кон сопствените граѓани. Затоа што ако добро слушнавте, Ордановски не удари само по американците, туку и по македонците. Кога кажа дека македонците, необичните македонци, туку замислете, етничките македонци, како да сме малцинство во оваа наша држава, сме немале осет и толку ни сечало. Срамота. И верувајте, не е само тој проблемот. Тоа е само слика и прилика на целото она самопрогласено слободно граѓанство, кое под закрилата на некаква си слобода, демократија и развој, во изминативе години, ако не и декади, и нанесоа ненадоместлива штета на Македонија, промовирајќи една политичка опција олицетворена во СДСМ, се со цел да ги наполнат своите джебови со странски валути. СДСМ и Сорос со поддршка од USAID ги финансирале иницијаторите на шарената револуција во 2015 година во Македонија, објавува еден од најпопуларните американски политички коментатори, Ден Бонџино. Овој тренд на влијание на Сорос и USAID не е нов. Според Бонџино, слични проекти се спроведувани и во други земји како Украина, со цел да се влијае на политичките процеси преку финансиска и логистичка поддршка за левичарските активисти. Како потврда на поврзаноста на проектите на USAID и фондацијата Сорос, во текстот на страницата на Ден Бонџино се објавени фотографии од шарените активисти кои носат мајци со надпис Армија на Сорос. Авторот, кој важи за десничарски коментатор во Соединетите Американски држави, тврди дека ВМРО ДПМН, иако била прозападна опција, одбивала да направи отстапки за историските прашања, што било злоупотребено од СДСМ и левичарите во Европската Унија да ја представуваат како антиевропска. Протестите доведоа до избори во 2017, тогаш владата предводена од СДСМ одброи голем број историски отстапки кон Грција и кон Бугарија, кои го блокираа членството на Македонија во НАТО и нејзините први чекори кон членството во ЕУ. Македонскиот народ ја отфрли оваа промена на името, па затоа Сорос мораше да ја присили. За жал на империјата на Сорос, ВМРО ДПМН ја врати власта во 2024 година. Авторот тврди дека програмите на USAID се злоупотребувале за поттикнување на огромниот мигрантски бран во 2015 и 2016 година во Европа. Канцеларијата на USAID во Македонија плаќала $100,000 на организации кои лобирале европската граница да остане отворена за милионските маси мигранти од Блискиот Исток и Средна Азија, стои во текстот на кој е потпишан новинарот Мет Палумбо. Се тврди дека Сорос финансирал невладени организации за да им помагаат нелегалните доселеници да ги поминуваат границите. Само во 2015 година низ оваа рута помина 6.000 мигранти. Целото време Сорос беше во заднината и го подготвуваше масовното движење на мигрантите низ државата.
USAID финансираше програми преку грантови кои беа доделувани на левичарски организации. Инаку, американскиот State Department по налог на председателот Трамп на 24 јануари одлучи да ја замрзне распределбата на средствата за речиси целата американска помош во странство. Тој и неговиот соработник Маск инсистираат на реформирање на канцеларијата на USAID, која според нив представувала дувло на корупција и криминал и дека парите на американските државни обврзници биле злоупотребувани за мештарење низ државите во светот. Па така, од тоа што досега се откри, најмалку неколку десетици милиони долари се сливале во Македонија на разни проекти, од унапредување на правата на ЛГБТ заедницата, па се до менување на канализација во малите општини. И ова е само врвот на сантата мраз. Господ знае колку пари и за што се фрлени во изминативе декади преку разни невладини организации. И затоа сега сета таа нервоза. Сите оние критики кои доаѓаат од разноразни новинари, активисти, невладини представници, кои кулминираат со овој безобразен настап на Ордановски, заедно покажува колку е голем и страшен очајот на луѓето кои не ги гледаат или не ги разбираат тектонските промени што се случуваат со доаѓањето на Трамп. И најинтересно ќе биде кога Ордановски и сличните на него ќе реагираат кога новиот шериф од Белата куќа ќе постави можеби нов шериф и кај нас на калето. Да видиме на што ќе изгледа кога тој ќе ги повика Ордановски компанија да ги ориентира малку во времето и просторот и да ги поднаучи каде се движи светот. Тогаш верувајте, наместо вакви блјувотени, веројатно повторно ќе предат како мачиња. А оној вистинскиот невладин сектор, кој парите можеби ги користеше како што треба, односно за општо добро и за развој на Македонија, сега треба да биде сериозно загрижен за својата иднина, затоа што ваквите, како Ордановски компанија, им нанесоа толкав удар од кој тешко дека ќе се опорават. Затоа што се потрошија милиони и милиони долари евра, а нема никаква конструктивна разлика во општеството. А тоа е така затоа што целата контрола врз тој сектор им ја презеде тоа самопрогласено слободно граѓанство, кое гравитира околу бихачка и го злоупотреби вистинското невладино организирање за остварување на политичките цели на една партија СДСМ. И изгледа дека после долги години странско влијание и финансии кои се насочуваа во точно определени политички правци, Македонија можеби сега добива шанса да се ослободи од тој притисок. Ова што се случува со кратењето на Трамп не е само економски, туку и политички сигнал. Македонија во момент кога треба да си го постави прашањето кој всушност влијал во домашната политика во последните години. И дали ова значи дека веќе не треба да се прифаќа странска помош? Не. Но после се она што излезе на виделина, јасно е дека некогаш таа помош може да биде повеќе од тоа што се чини. Помошта може со себе да носи политички интереси кои не се согласно со интересите на нашиот народ. И тука е прашањето до какви промени би дошло ако Македонија сама ги дефинира своите потреби и извори на финансирање без да дозволи влијание на туѓи агенди. Тој момент на ослободување ве пристигна. Македонија сега има шанса да ја преземе контролата на својата политичка сцена и да одлучува која помош и од кој партнери е потребна, без да биде принудена да ја прифати оваа така наречена помош, која често не беше чиста во своите намери. Може би ова е шанса да се изгради вистинска политичка независност, која ќе ги врати интересите на македонскиот народ во центарот. И затоа може би сега е време владата да преземе чекор и да се повика на нацрт директивата на Европската комисија, која бара од невладините организации во земјите од ЕУ да се регистрираат доколку спроведуваат застапување на интерес преку финансирање од трети земји, да објават информации за нивното финансирање и активности и да водат евиденција за споменатите активности под закана од казна и санкции. Ама сигурен сум дека ако се превземе ваков чекор, овие одма ќе се кренат и ќе кажат дека ете е тоа фашизам и дека на таков начин се укинува независниот владин сектор. Но притисокот мислам дека треба да се издржи затоа што очигледно не само во Македонија, туку и во светски рамки нема веќе како и досега. И тука мислам дека е време да одмориме со еден блок реклами. Останете така, се враќаме веднаш. Добре дојдовте назад. Еве сме при крајот и на оваа епизода и традиционално тука пред крајот ни останува уште некоја минута да прокоментираме уште некоја тема. За што станува збор?
Винко Филипче е единствената опција за нов лидер на СДСМ, откако рокот за кандидатури заврши без други пријавени кандидати. Внатрепартиските избори ќе се одржат на 16 март, но без вистинска трка. Филипче ќе влезе во изборниот процес сам, бидејќи никој не се пријавил за лидерското место. Останува само членството формално да ја потврди неговата кандидатура. Во предвидениот рок до Централната изборна комисија стигна една пријава од досегашниот председател Венко Филипче. Истата, согласно роковите, вчера беше потврдена од страна на Централната изборна комисија. Тоа што Филипче е единствениот кандидат за председател на СДСМ не се должи на недостатокот на желба за политичко лидерство во партијата. Според домашните експерти, можни се две сценарија. Дека политичката борба завршила со првите внатрепартиски избори и според статутот на партијата на Филипче треба да му се проложи мандатот, или пак се чека исходот од локалните избори. Втората можност, која исто така не треба да се исклучи, е дека вистинската политичка борба ќе настапи во СДСМ после резултатот на локалните избори, за кои постои консензус дека ќе бидат предизвикувачки за нив и дека ќе бидат најголемата политичка криза доколку не направат подобрување на резултатот. Можеби вистинската политичка борба во СДСМ ќе следува дури после тоа. На минатите внатрепартиски избори во јуни минатата година во трката за лидер на партијата, кој требаше да го наследи Димитар Ковачевски, беа Винко Филипче, Јован Деспотовски, Славјанка Петровски и Александар Бајдевски. Со нешто над 9000 гласа од членството, Филипче застана на чело на партијата, ветувајќи реформи и реорганизација на СДСМ. Последен кој изрази незадоволство од изборот на Винко Филипче беше поранишниот градоначалник на Скопје Петра Шилегов, кој напише на социјалните мрежи "Март е пролет, пролет е СДСМ", но по истекот на рокот е јасно дека ниту тој не се приклучи во трката за лидер на партијата. Демократијата на дело. Всушност, кој ќе размислам, нормално е да има само еден кандидат. Кој друг би се нафатил сега да ја вади партијата таму каде што ја однесоа токму дуото Заев Филипче, да ја превземе заштитата на целиот криминал врз своите плеки. Второ, заре мислите дека ова ќе бидат вистински избори? Нема шанси. Како реков пред некој месец, и по Заев Заев, и по Заев Филипче, и по Филипче Заев. Овие од СДСМ навистина не знаат каде терат. Всушност знаат, назад во прегратките на Заев, затоа што Филипче не е ништо друго, туку само континуитет на политиката на неговиот другар од Дубај. Можда и седиштето на партијата ќе го преселе таму. Тешко на државата и тешко на СДСМ што нивниот лидер, па дури и сам се фалеше дека ќе се консултира со луѓе како Заев, Ковачевски, Шекеринска и Бучковски. За Заев доволно знаеме. Да не ја повторувам титулата што ја доби од руските пранкстери. Најглупав политичар со кого имале работа. Си ги собра милионите, исчезна од политичката сцена, ужива на сонцето во Дубај, а неговиот пулен тука во Скопје ги штити милионите што ги заработија заедно во изминатите 7 години. Се консултирал и со Ковачевски, човекот кој е виновен за тоа што спротивно на волјата на сопствениот народ го прифати оној предлог за уставни промени. Човекот над кого над глава му виси кривична пријава за случајот Лотарија заедно со пребеганиот Груби. Тој човек ќе го советува лидерот на СДСМ кој сака еден ден да ја води земјата? Или Шекеринска, жената што го држеше рекордот во СДСМ за најголем изборен пораз, пошто мораа да го воскреснат Црвенковски, а тој да не го стави Заев како премиер. Со Незели ќе се консултира како да се добијат локалните избори. Или Бучковски, кој беше осуден на 3-годишна затворска казна, но по некое чудо спаси глава и никогаш не влезе во Идризово. Со нега ќе се консултира како се води борба со корупција и криминал. Па немојте ви се молам. Од авион се гледа дека Филипче кога ќе порасне сака да биде Заев. А со тоа што не се оградува од него, значи не се откажува и од сите криминални ликови околу него, кои на грбот на народот спечалија милиони. И не само тоа, гледате дека во партијата ги вдомува и сите оние гладни клонови од Соросовиот во наводници невладин сектор, кој што Трамп целосно го разоткри и го делегитимира како невладини организации. Тие еден ден треба да ја водат државата, немојте ви се молам. СДСМ како партија како да кренаа раце од политиката. Се закопаа, се ставија во хибернација и молат Бога да не ги стигне цехот за 7-годишниот грабеж. Како да се во стечај, а Филипче и соросоидите да се стечајни управници. Но тоа нели е нивни проблем, нека се занимаваат сами со себе. За државата па дури можеби е добро што во моменто Филипче е лидер на партијата и што следните локални избори веројатно ќе доживеат ново фијаско. Добро во смисла што новата власт во Македонија почна работите да ги менува од корен и ќе треба некое време да ги заврши тие работи.
Ке и треба време да извојува победа на дипломатски план, да заврши со деблокадата и неопходната реформа на правосудниот систем, да ги доизгради патиштата, да ги заузда цените, односно да стави Македонија на вистинскиот колосек, па после и да дојде некој друг, да не може така лесно повторно да не втуре во бездна. И мислам дека тука веќе време да ја завршиме и оваа епизода на седмица. Се надевам дека го задржа вашето внимание. Со Господ напред, се гледаме за една недела во исто време, на исто место.